Добро вечер во Топ тема. Како ќе се одрази на знам напуштањето на пратеникот Цеков? Дали СДСМ се обидува да ги врати бившите во своето јато? Ќе успее ли министерот за правда да го врати Груевски дома? Колку е стабилна владината коалиција и ќе има ли промени на министри на знам во идната реконструкција? Мицковски најави избори, но кога? За овие и други прашања вечерва во Топ тема интервју со лидерот на знам и градоначелник на Куманово Максим Димитриевски, но за сето ова и други прашања веднаш по рекламите. Останете со нас. Како што веќе најави, во студиото е лидерот на знам и градоначелник на општина Куманово со трет мандат Максим Димитриевски. Добро вечер, благодарам што се одзвавте. Добро вечер и на вас и поздрав до гледачите на Топ тема. Повод морам да кажам дека беше заминувањето на пратеникот Цеков, меѓутоа пред да почнеме со тие теми, она што беше најактуелно денеска е изјавата на премиерот Мицковски дека ќе има избори. Тоа го кажа во контекст и во препокување со лидерот на СДСМ Венко Филипче. Зачудува таа реченица, бидејќи претходно се шпекулираше, но немаше никаква најава дека годинава ќе има избори. На што се должи ваквата изјава и дали ќе има избори? Дали во коалицијата се размислува за избори годинава? Јас не очекувам избори оваа година, но и ако ги има, знам ќе биде подготвен да учествува, бидејќи како нов политички субјект кој што поминува една фаза на ферментација или политичко зрење, нас ни одговара да има избори за да се проверуваме во континуитет во очите на граѓаните кај сме, што сме и какви сме. Но во коалицијата не е разговарано дека годинава ќе има избори. Не е разговарано на оваа тема, сепак тоа е до мнозинството во собранието, мнозинството го држи ВМРО-ДПМН и имаат 58 пратеници, во секој момент може да повикаат на предвремени избори, доколку ги има, ние сме тука, ќе земеме учество. Јас искрено не верувам дека годинава тоа ќе се случи, но останува да видиме. Но сепак политиката е тоа, никогаш нема сигурност. Нема сигурност. Да, токму затоа реков дека повод беше заминувањето на Миле Цеков од вашата парламентарна група и од знам. Се случи нешто што можеби се очекуваше затоа што тој и претходно даваше одредени ставови, меѓутоа немаше конфронтација отворена помеѓу него и партијата знам. Единствено што се случи беше најавата од страна на СДСМ и нејзиниот лидер на еден централен комитет дека можно е префрлање на министерот Цеков во редовите на СДСМ. Може ли да објасните конкретно што се случи и зошто Цеков ја напушти знам? Па, вие го поставивте прашањето, ама во еден дел и го дадовте одговорот. Ако лидерот на опозицијата имал информации за нешто што ќе се случува, што се случува во рамки на мојата партија, тогаш ете го и одговорот на како и да е. Знаме демократска партија, која што гради демократски капацитет. Ние сите одлуки ги оставаме на локално ниво на општинските организации, а многу транспарентно ги носиме одлуките и на извршниот и на централниот одбор. Пратеникот Цеков веќе подолг временски период не учествува во работењето ни на централниот ни на извршниот одбор. Беше евидентно дека нешто се случува таму. Зошто дојде до ова, тоа не е избркан или исклучен од партија. Знам не исклучува своји членови, а камоли пратеници. Ја донесе оваа одлука и слободен му е патот, нека се движи во политиката секој со свој крст. Но доколку имате минимум политичка одговорност и морална одговорност, сепак треба да го вратите мандатот на тие кои што ви го дале, а тоа е граѓанинот. Тоа не се случува кај нас, не е прво прелетување. Не е прв пат да гледаме вакво нешто, или ово е само една реприза од минатото. Многу е побитен моментот кои се мотивите, но сметам дека особено струмичката јавност тоа многу добро го знае. Тој е носител на изборна единица 4 од знам, беше и председател на Стопанската комора на Југоисточна Македонија. Има спекулации дека е близок и бил близок со Заев, меѓутоа ако земеме предвид дека знам произлезе од СДСМ, не можеме за никој да речеме дека не бил близок со некој од претходните лидери на СДСМ. Дали тие спекулации вие сметате дека се тие
токму заради поврзаноста со струмичкото лоби? Па во периодот кога ги составувавме пратеничките листи, сакаме да дадеме можности на млади луѓе. Видовме во него една млада личност која што во тие периоди беше жесток критичар на политиките на актуелната власт, тогаш на начело предводена со Зоран Заев, Димитар Ковачевски и сите останати, но сега гледам рапидна промена на ставови, например сите оние предлози, закони, подршка, гласања на закони кои што доаѓа од редовите на опозицијата, имаа шанса да имплементираат такви закони претходно во периодот на владењето кога ги штанца. Не беа никогаш отворени ниту на координација на пратеничка група, ниту на партиските органи и тела, што значи остава еден простор дека имало умисла. Дали тоа е така, времето ќе покаже. Но како и да е, денеска знаме уште појак и ние продолжуваме на нашиот пат да се движиме. Ќе имаме избори, дали тоа ќе бидат следната или можеби редовните избори, ќе се провериме секого повторно, ќе излеземе пред нашиот електорат, ние немаме од што да се срамиме. Меѓутоа, тој е и бизнисмен, верувам дека ја поддржувал партијата. Кога станува збор за политички прашања, секогаш има и одредени шпекулации. Дали незадоволството на Цеков дека не може да се пробие помеѓу скопското лоби во Знам, предводено од Минчев, да речем, и Кумановското, предводено од вас, нема простор за никој друг од четворката или од друга изборна единица? Па видите, нема лоби, а во една мала политичка партија како што сме ние не постојат лоби групи, бидејќи буквално после опсежни дискусии, особено на седници неизвршени одбори на координациите, носиме едногласна одлука и сите тие одлуки ги почитуваме. Но има непочитување на одлуките. Во овој случај ескалира со едно такво однесување како неговото и јас можам само во оваа прилика да му посакам успех и понатамошна среќа во неговото политичко действување. Тврдите дека, да, знам, не е можеби голема партија, меѓутоа факт е дека има одредена групација на луѓе кои што се поставени на функции, кои што се од Скопскиот огранок, да кажеме, и една групација на луѓе кои што се околу вас и се од Кумановско. Затоа и го поставив така прашањето, како да нема простор за никој друг. И дали има судир помеѓу овие две групи? Ние имаме во извршната власт, зборувам од највисоките позиции, 20 министри, 20 заменици министри, 20 државни секретари и буквално тие доаѓаат од поголем дел на различни делови на Македонија, но како и да е, сепак мора да признаеме дека Скопје е една третина од електоратот во државата и дополнително уште голем број на други одговорни позиции на централно и локално ниво во извршната власт. Во законодавната власт беме представени според изборните единици. Пратеникот Цеков треба да објасни на сопствениот електорат, бидејќи тој сепак е дојден на таа позиција како кандидат на Знам. Треба да ги погледне членовите на Знам во очи, да им се обрати и да ги праша за мислење и тие најдобро ќе му кажат, бидејќи тие се луѓето кои што му имаат првично дадено довербата да биде кандидат, а дополнително и електоратот во таа изборна единица кај што е избран, бидејќи учеството на гласовите во неговиот избор не е само од матичниот град Струмица, туку и од останатите градови кои што се Прилеп, Кавадарци и останати други центри во изборната единица кај што е избран. Меѓутоа, кога беа изјавите, тој кажа дека не се согласува со не се бранат интересите онака како што тој очекувал и дека има корупција и криминал поради кој што тој ја напушта. Знам дека не прифаќам да бидам во држава каде има корупција и криминал, алудирајќи на тоа дека знаме во власта ништо не направила по ова прашање. Па видите, ако е нешто ја представува ова власт овие изминати 2 години, тоа е едно. Дека имате минимален број на корупцијски скандали и афери, кои што во најголем дел се решаваат. Еве, денеска видовме една пресуда, која што и како во скратена постапка, брза судска постапка, имаше и доби свој епилог. Дополнително сите оние афери кои што се појавија во меѓувреме и со ИПАРД фондовите беше превземена постапка во минатото, тоа не можевте да го видите. Но во Знам ниту имало, ниту ќе има простор за локални шерифи и локални лидери кои што еднострано ќе ја применуваат власта за сопствени потреби. Меѓутоа, она што ме изненадува е ставот кој што сега тој го нагласи во однос на односите со Бугарија и прифаќањето на бугарите во уставот. А Знам не може да
да му го негира ова, затоа што и вие самите како лидер на партијата најавувавте дека своевремено дека не пречи внесувањето на бугарите, хрватите, црногорците во уставот. Значи тука немате разидување, а од друга страна како став на партијата беше дека не се согласува со основните начела не само на партијата, туку и на владата. Денеска Мицковски повторно го повтори тој став. Не се согласувам со власт во тој дел, затоа што баш тука е диаметралното спротивставување на ставовите. Ставовите на ЗНАМ се јасни, а тоа е македонски идентитет, нација, име, континуитет, македонски јазик, култура, сопствена историја. Јас како тогаш актуелен политичар кој што во тој момент не припаѓаше на ниту еден политички субјект, некаде мислам дека беше 7 или 10 јуни, во една дебата на друга национална телевизија излегов со конкретен предлог како да се надмине овој проблем со соседна Бугарија, тоа е условени амандмани кои што би се донеле за да ни дадат можност за преговори, отпочнување на преговори со Европска унија, амандманите да влезат во сила со наше полноправно членство во Европска унија. И ние до ден денеска стоиме на тие ставови. За жал, господинот Цеков излезе со диаметрално спротивни ставови. И тоа е апсолутно различно од ставовите на партијата и тука е можеби главното јаболко на раздор. Јас ја читам изјавата што имате своевремено дадено во интерес на зајакнување на меѓусебната доверба и унапредување на билатералните односи со соседна Бугарија. Во првите 200 дена ќе предложиме уставни измени за внесување на хрватите, црногорците и бугарите во преамбулата со одложена правна важност, што ќе стапат на сила во истиот момент кога Република Македонија ќе стане полноправна членка на Европската унија. Тоа е тоа што го објаснив сега. Тоа е тоа што вие сега го објаснувате. Тоа се условените амандмани. Тоа е мојот предлог. Меѓутоа, одеднаш излезе проблем, одеднаш како да тој не се согласувал со тоа што вие сте го предлагале, па има различен став. Меѓутоа, колку после ова што се случи е стабилна вашата пратеничка група? Оти ако уште еден излезе од пратеничката група, практично ќе немате пратеничка група, сега имате 5 мина, и ќе немате координатор. Видите, не постои закон со кој што вие пратениците со сигурност би ги држеле во рамките на пратеничката група. Тоа или имате идеологија и верувате на политичкиот субјект кој што ви дава шанса, или пак во политиката патувате сами и се обидувате да направите нешто друго. Така да без разлика, колку и да останат пратеници во рамки на пратеничката група, јас верувам дека и како стабилна, сигурен сум дека ЗНАМ ќе обстои како политички субјект, кој бидејќи се базира на сопствена идеологија која што е резултат на атрибутите од Илинден и Јасно. ЗНАМ почива на тие атрибути и ние немаме намера да ги промениме нашите вредности. ЗНАМ како политички субјект расте, тој не паѓа, со тоа што е потребна поголема логистика, соодветен закон кој што ќе овозможи еднаква застапеност на сите политички субјекти во етерот, особено во изборниот период, бидејќи ние тука сме хендикепирани во однос на поголемите политички партии и дополнително работа на терен. Видите, ова се политички партии кои што постојат повеќе од 30 години на политичкиот простор. ДУИ, за разлика од останатите, се роди во една војна, 2001, го искористи тој конфликт, се наметна е повеќе од 20 години или 24 години присутна политичкиот простор. Знаме нешто ново, се јави на овие избори. Ако ја анализирате исто една левица, таа е веќе политички субјект кој што делува 9-10 години на политичкиот простор. Има место за ЗНАМ, предпоставувам дека има место и за нови политички субјекти и ние сме тука да се надпреваруваме со сопствените ставови и идеи пред граѓаните, а граѓаните на крајот на денот нека одлучат. Чувствувате удар практично затоа што ако знаме еден период имаше одлевање на кадар од СДСМ кон ЗНАМ, пратеникот кој ја напушта пратеничката група и партијата сепак е удар за ЗНАМ, не е мала работа. Значи прогресијата одеше пред локалните избори и на парламентарните избори каде што ЗНАМ доби многу гласови, потоа како да тоа стагнираше, а ова е сега веќе удар кон ЗНАМ. Видите, ние сме во под континуиран удар од страна на сегашната опозиција до вчерашната власт, тоа е СДСМ, бидејќи тие многу повеќе се занимаваат со нас отколку со актуелниот носител на власта, тоа е ВМРО ДПМН. Зошто? Целта е, знам да се минимизира, се од единствена причина да не се јави нешто ново на политичкиот простор. Тие немаат простор да делуваат во левица. Идеологијата на ЗНАМ
е резултат на некогашните идеологија на СДСМ, кога таа политичка партија беше државотворна партија, но за жал таа избриша од преамбулата и јасно ми се што е македонско, влезе во една приказка која што беше диктирана од страна на одредени универзитетски професори кои што беа идеолози во таа партија и принципот на едно општество за сите дополнително со атрибутот мултиетничка држава, која што во суштина не постои како феномен, туку имате прости и сложени држави, републики, монархии, федерации и конфедерации, и последните 15 години го изгуби својот идентитет. Тука се јави знам со сите оние луѓе кои што беа избркани од тој политички субјект. Секој кој што сака да се приклучи е добре дојден. Секој дневно се приклучуваат членови, симпатизери, поддржувачи на СДСМ, но и многу голем број на граѓани кои што никогаш не членувале во политичка партија. Сега, тие треба да водат сметка што тоа добиваат, а што паралелно од друга страна губат. Бидејќи имаат сериозни конфликти и проблеми во самиот политички субјект, мислејќи на луѓето кои што во моментот отклучуваат и заклучуваат на Бихаќка. Меѓутоа не ви беше лесно за локалните избори. Сите против кандидати се произлезени од СДСМ. Не беше лесно на овие избори да освоите трет мандат, колку и да велите дека знам да, е стабилна партија, меѓутоа приклучувањето баш и не се покажа повторно, ќе речам, пред локалните избори и не беше толку известно дека ќе бидете градоначалник. Прво, повторно ќе речам, тој раз што го имавте пред парламентарните избори, го имавте во локалните. Бројките се тие, во делот на мојата поддршка, бројките се тие, ако ги погледнете од минатите избори, недостасуваат одреден број на гласови во вториот круг, затоа што излезноста е многу помала, но дополнително јас барав трет мандат, не е едноставно да се добие трет мандат, што се однесува до знам генерално. Знам немаше своји кандидатски листи за советници во сите општини во државата, како претходно на парламентарните избори. Ние бевме тука лимитирани само во 54 општини, граѓаните имаа можност да гласаат за нам. Паралелно немаме своји кандидати за градоначалници. Зошто? За да изградите една личност за кандидат, потребен е процес и време, истиот кандидат да го афирмирате во јавност. Јас во Куманово се борев повторно сам против сите, добив одредена поддршка од мојот коалицијски партнер или нашиот коалицијски партнер од централната власт, но како ви да е на крајот резултатот е тој. Денеска јас говорам од позиција градоначалник на општина Куманово и ќе продолжам да го работам тоа што најдобро го знам, да ги решавам проблемите кои што со децении се наталожени, ги имало и ќе ги има, а моја работа е да ги има што помалку. Подосна ќе разговарам и за проблемите во општината, меѓутоа го наметнав прашањето дека ако се случи уште едно заминување од групата ќе биде во неизвестност. Има спекулации, не можам да не поставам прашање без спекулации, во политика секогаш има спекулации, дека и господинот Даниел Стојчевски, исто е пратеник на знам, председател на Кумановскиот огранок, но сакал да се откаже од функцијата председател на Кумановскиот огранок или имало се одредени несогласувања во овој огранок. Ова се шпекулации. Во рамки на партијата, меѓутоа факт е дека постоеле одредени индиции и несогласувања. Во рамки на партијата правиме анализа на нашите кадри кои што ги имаме. Дел од кадрите кои што биле на локално ниво и покажале резултати како тој, секако ќе добијат можност да влезат во повисоките органи и тела на партијата. Веќе од следниот месец ќе влеземе во такви постапки. Таму кај што не сме задоволни со резултатите, ќе бараме секако нови луѓе, нови кадри, се со цел да се организираме подобро. Даниел Стојчевски е човек кој што ми беше шеф на изборниот штаб во Куманово. Барем јас немам информација за вакво нешто, ако вие сте поупатени. Не, очекувањата се на сите тие. Тоа е нешто друго, но не очекувам такво нешто. Но како и да е, повторно ќе повторам, вие во политиката никој не можете да задржите со сила. Не можете да дадете на некој со сила, можете единствено да му одземете со сила, но ние тоа не го практикуваме. Добро, затоа што излеговте од СДСМ така како што излеговте, имате лично искуство. Како човек да бидам бркан од партија, па потоа да излегуваат во јавноста и да велат не, сам си замена, се само исклучи, не постои таква
форма и на крајот на денот влегов во еден нов процес денеска. Движење Знам за наша Македонија е тука, етаблиран политички субјект кој што тргна како минимален, мал, микрополитички субјект, сега има тенденција да стане среден, тоа ќе го видиме на следните парламентарни избори, дали ќе се случи, дали ќе се потврдиме или пак ќе паднеме со поддршката, тоа се зависи од граѓаните и тоа колку тие се задоволни во делот на имплементацијата на нашите политики, кои што претходно во предизборните ветувања ги имаме дадено конец. Кажавте дека ќе има промени во структурите, не знам дали тоа ќе биде причина. Секогаш има внатрепартиска битка, затоа ги спомнав Скопската и Кумановската група. И секогаш ќе има барање за тој што ви бил и близок шеф на изборен штаб, кои што биле носители да добијат функции во извршната власт. Како председател тоа ќе го балансирате? Нема да има промени, ќе има надоградување на нашите капацитети во рамките на органите и телата на партијата. И секој еден кој што се покажал ќе добие можност да покаже уште повеќе што знае и како знае. Нема списоци, например Минчев да ви даде список? Па не функционираме со Минчев по принцип на во изборот? Не, видете, јас кога ги водам седниците на извршниот одбор, првенствено не го кажувам својот став никогаш во сама почетна фаза, ги сослушувам сите. До еден на крајот го носам заклучокот, бидејќи членството ме доживува како највисок авторитет во партијата, секогаш се согласуваа со тоа, но никогаш не го искажувам својот став пред останатите. Ги сослушувам, ги анализирам сите претходни дискусии и се обидувам да направам еден сублимат од сето тоа, бидејќи секогаш двајца се попаметни од еден. Избори нема да има, меѓутоа реконструкција се најавува веќе одамна, можна е да речеме во јуни, сега можеме да нагаѓаме, ќе зависи од премиерот. И сега од тука се наметнува едно друго прашање, откако го добивте третиот мандат, дали имате желба да влезете вие лично во извршната власт и да добиете министерско место. Она што исто така беше спекулација дека би можеле да влезете како министер за одбрана, или дека Знам го бара министерското место за одбрана, сметајќи на тоа дека може да го изгуби министерското место за правда. Имало такви разговори при формирање на оваа влада, јас тогаш реков и денеска ќе повторам, јавно и на говорница го кажав, дека јас имам обврска со добиен мандат да им служам и на граѓаните на Куманово, на позицијата која што имам, но и на членовите, симпатизерите и поддржувачите на движење Знам за наша Македонија. Што значи дека во овој момент и во оваа реконструкција не постои можност за влез во влада на Максим Димитриевски, без разлика за која позиција да разговараме. Го начнав прашањето на тоа кој министер би можел да биде сменет, најмногу критики. Не зборувам во јавност и сега не зборувам за шпекулации, имаше критики и од самата Европска комисија, беа кон министрот за правда Филков. Европската комисија е незадоволна и заклучи дека нема напредок во независноста и непристрасноста на судството, што не може да се каже дека министерот е виновен само за тоа, секако дека и судството и судиите. И пошто Филков најави главински реформи во правосудството, забелешката е дека тие реформи не се направени, иако тој се бараше нов кривичен закон и одредени приоритети во реформите. Една од забелешките на Брисел е потреба да се донесат многу закони, усогласување со 4 европски директиви, еколошки криминал, семејно наследство, конфискација на имот, борба против корупција, закон за судски совет, закон за јавно обвинителство, значи многу закони кои што добија и позитивно мислење од Венецијанската комисија, кои му се ставаат на товар и токму од тука секогаш е на најмногу критики доби токму ако зборам за вашите министри. Видете, кога се составуваше оваа влада, бараме два многу одговорни ресори. И ги добивте, каде и администрација и овој. Има многу малку пари, буџетски средства, што значи се минимизира можноста за било каква злоупотреба од старана на било кој поединец кој што ја менаџира работата. Таму, од друга страна, има голема одговорност. Едниот сектор е кај господинот Минчев во јавна и државна администрација, каде што сите показатели, па и оценки од страна на Европската Унија се позитивни, и што се однесува до другиот глобален ресор, тоа е правда, каде што министерот многу посветено работеше, без голема реклама во јавноста
И резултат на таа работа се над 30 изготвени закони кои што чекаат да поминат процедура. Дали ќе поминат, тоа зависи од владата. Бидејќи прво одат на влада, потоа одат во собрание на разгледување. Заради владата ги кочи предлозите на министерот, коалиционен партнер. Владата си има во својот дел на работењето и своји приоритети. Но како и да е, ова го имам разговарано и со евроамбасадорот и со други представници од меѓународната заедница. Далеку е дека работата на министерот е лошо оценета. Генерално, сите тие забелешки се затоа што немате крајен резултат, немате донесени закони. Некои од тие закони веќе се влезени во постапки, дел од нив што ги споменате веќе и се донесени. Како и да е, времето е тука, ќе покаже. Апсолутно право на мандатарот на владата е да наоѓа забелешки на своите први соработници, тоа се министрите, и во прва прилика кога ќе отвориме тема да дискутираме за реконструкција, ќе ги сослушам, нели, секако аргументите на премиерот и тогаш ќе биде одлучено. Ние како политички субјект сме задоволни од работата која што министерот Филков ја испорача. Сега се поставува друго прашање. Дали принципиелност на министерот Филков, кој што оваа министерство го третира не како инструмент, туку како клуч и фактор на стабилност, кој што работи исклучиво согласно устав и закон, ја доведува темата на дневен ред за негово отсуство од владата и можеби некој кој што би дошол на таа позиција и би гледал на сите оние отворени теми, тргнувајќи примена на јазиците и така натаму, на друг начин би ги олеснило нештата во држава. Дали има притисок од Влен за тоа, затоа што се судри со употребата на јазикот при правосуден испит и протести и сето тоа? Апсолутно дека имаше отворени ставови тука, видите, вие сте партнер со некој во владата поради поголемата и крупната, поголемите цели, државните цели. Значи, но од друга страна секогаш има забелешки внатре во рамки на функционирање на владата. Дали Влен атакува на тоа место? Можеби, не знам. Во овој момент немам разговарано со нашите коалициски партнери на таа тема, бидејќи знам влезе во оваа влада првенствено од патриотски причини, од државотворни причини, да биде фактор на стабилност во владата, бидејќи на последните избори јас барав мандати за себе, од граѓаните, но и за партијата, заедно со сите кандидати на избори. Јас добив 87.000 гласа како председателски кандидат, од друга страна знам некаде околу 56-57.000, не освоивме избори, ние не победивме на тие избори, на изборите победи Христијан Мицковски. Тој имаше главната одговорност, ја направи владата со 58 пратеници, не сакајќи да гледаме една реприза од минатото, како Дуи го дробеше на ситен камен СДСМ, на подадената рака од Христијан Мицковски, ние одговориме со да, многу принципијално. Зошто? За да се заштитат првенствено македонските национални интереси, државните интереси и да отвориме теми за градење еднаш и секогаш на нација во оваа држава, која што не успеаваме да изградиме сите овие години, бидејќи ние живееме денеска, за жал, во биполарно општество, општество во кое што децата ни се поделени уште во завалиште. Вие потекнувате од мултиетнички град. Меѓутоа, најголемите критики за министерот за правда беше токму судирот со употребата на албанскиот јазик за правосудниот испит, и проблеми кога станува збори за употреба на јазиците, законот за јазици и слично, е критиките кон вас дека немате слух за барањата на албанската заедница. Како немам слух кога сум единствен градоначалник кој што организирал прослава на ифтар на градскиот плоштад во Куманово? Тоа веќе популарно, сега почна и за Великден да се дозволете ми, првиот градоначалник кој што организирал на 11 ноември на денот на градот, прв пат во историјата на тој град, на градскиот плоштад да пее позната албанска група Елита 5 и така натаму и така натаму. Ги одбележуваме сите културни настани и манифестации. Но видете, ние сме проста држава. Ние не сме мултиетничка држава. Ние сме проста држава со републичко уредување кое што гради мултиетничко општество. Замислите што ќе се случи, одите на суд
и на судот не разбирате што ви зборуваат. Или пак таму поротниците, судскиот совет и така натаму не разбираат што се зборува. Не постои таква држава во светот, тоа е феномен. И обратно, тие што ќе бидат судени ако не разбираат истиот проблем. Министерот Филков на оваа тема многу јасно одговори како легалист кој што почитува устав и закон. На крајот на денот погледнете ги мислењата на Венецијанската комисија. Се ќе биде јасно. Јас немам против доколку се промени законот и сите правни акти во државата, истиот закон да се користи. Но, согласно постоечките важечки закони кои што се на сила, тоа е така и ќе биде така. Дали, кога сме веќе кај Филков, се наметна прашањето за екстрадицијата на Груевски по промената на власта во Унгарија. Една екстрадиција веќе беше барана, меѓутоа заради неговиот азил беше одбиена и сега ставот на Министерството за правда е дека се прибираат документите од судовите за барање на повторна екстрадиција на Груевски. Сега тука имаше критики Филков повторно и од самиот Груевски кој му порача дека е подобро да се истражат злоупотребите и незаконските постапки и политички мотивирани судски процеси, го цитирам Груевски, па му порача да го истражи и Заев, и од самото СДСМ кој го обвини Филков дека предметот го чува во фиока. Првично не е вистина дека нема барање за екстрадиција, има и тоа е во процедура, упатено до пријателска Унгарија. Министерот даде своја изјава во дело дека се чека да се формира нова влада и повторно ќе има барање за екстрадиција, впрочем тоа му е обврска. Но видете, најзагрижени во оваа постапка, во делот на екстрадицијата, оние кои што се обидуваат од овој случај да прават политика, се токму тие на Бихаќка, кои што своевремено дозволија истиот Груевски да им побегне во државата, кога има апсолутна власт. И немаше никаква одговорност, дури ни министерот за внатрешни работи не одговараше. Најдова одговорност вообичаено кај некој ситен полицаец на граничен премин и така натаму. Истите тие, подоцна и јавно во оваа емисија, поставувам прашање и го адресирам до нив или конкретно до господинот Филипчи. Да излезе и јавно да каже дали во кабинетот на поранешниот председател Стево Пендаровски, во моменти кога е договаран законот, измените на кривичниот закон, е зборувано и разговарано за враќање на Груевски во Македонија, дополнително во присуство на сега веќе во домашен притвор господинот Груби и представници од СДСМ, во тој момент тој кој што е врши позицијата премиер на државата е Ковачевски, па дури, барем така имам сознание дека постојат и стенограми кои што денеска се чуваат на некое стикче во некоја фиока, па го прашувам јавно дали такво нешто било и зошто тогаш не правеле политика. Да, одговорно тврдам, барање за екстрадиција ќе има, откако ќе се формира владата во Унгарија. Но исто така и на господинот Груевски, кој што повремено се јавува со Facebook статуси, ќе му порачам од овде зошто не е олесне работата. Не е истата власт како што беше, нема од што да се плаши. Ако не е виновен, нека се врати овде наместо да испреча Facebook пораки и да ја замајува македонската јавност, нека се соочи со правдата овде и доколку не е виновен, ќе ги добие најпрофесионалните луѓе да ги водат постапките во рамките на тој предмет и секако ќе истера правдата доколку постои такво нешто. Но проблемот е друг, што може би се поставува и прашањето зошто некој дозволил да Груевски тогаш си замене од државата. За да се заткријат, бидејќи во принципот во Македонија, кој што е стар принцип воведен после 90-тите години, дека врана на врана очи не вади никогаш, дефинитивно со овој случај се потврди. Ако некој има интерес, тоа е знам, вистината да ја дознаат сите. Видете, јас кога бев обвинет во една постапка, се сеќавате, сум единствен градоначалник во Македонија, кој што е одведен кривично да одговара пред судот,
Затоа што не издал градежна дозвола за градба на зграда во централно градско подречје. Сите ги водат да одговараат кога ќе издадат градежна дозвола, бидејќи таму во најголем дел на таквите коруптивни случаи има танге-франге. Јас одговарав за сосема нешто спротивно. Ниту еднаш не побегнав од судско рочиште, нити се оддалечив тука. Бев се соочив со јавноста, на крајот обвинителството рече пупу не важи, погрешивме и се повлекува. Но како и да е, јас ќе се соочев со вистината. Ако тој толку е храбар, зошто не се врати да застане пред очите на правдата, кога пишува ова Facebook статуси и во континуитет да не учи како тоа треба. Јас господинот Груевски лично не го познам. Во живот го немам сретнат. Само да кажам дека ова што го зборувате во однос на тие стенограми и таква средба на која што присуствувал Груби Ковачевски, па можеби некои странски амбасадори, Па за амбасадорите не знаев, еве сега од вас дознав. Иницијатива која била покрената од СДСМ, односно од ДУИ, за враќање на Груевски. Меѓутоа, она што и денеска се поставува знак прашање, дека не е само дека на СДСМ му одговара и на ДУИ да дојде Груевски, меѓутоа не му одговара на ВМРО ДПМН. Целата работа околу таа средба била да се засени можеби Мицковски и дека денешните тези, дека нормално дека ВМРО ДПМН не сака да се врати Груевски и исто така нешто за што се разговара. Мицковски денеска е премиер на државата, има полн легитимитет. Во неколку избори наназад доби поддршка од граѓаните, без разлика дали тоа ние го почитуваме или не, мора да го вреднуваме мислењето на граѓаните. Што се однесува до господинот Груевски, ако е слободен граѓанин еден ден и повторно учествува на избори, значи тоа е политичкиот простор, секој има право на свое делување, ќе се соочиме како опоненти на тие избори, кој ќе се стекне со поддршката на граѓаните, тој ќе ја води државата. И јас можеби субјективно сметам дека најдобро би ја менаџирал, но за жал ја немам таа доверба. И мислам дека господинот Мицковски во моментов, особено во овие кризни моменти, не само за Македонија, туку и пошироко, бидејќи се работи за светска криза, и како добро менаџира. Со најголем дел не само од ресорите, туку, видите, во рамки на водење на една општина, има и како многу импровизација. Замислите како е кога водите држава. Добро, она што исто така, ајде да го завршиме политичкиот дел, па ќе разговараме колку е успешно водењето на државата во делот на економијата. Само да разјасниме, дали е известно дека Министерството за одбрана би го земало знам во одредена реконструкција, бидејќи и за министер беше дека ќе биде генерал-мајорот Павле Арсовски, тоа одамна веќе и го прашуваме и него самиот, дали би го жртвувале местото правда за местото одбрана? Најодговорно тврдам дека до овој момент нема нешто такво разговарано и секако нашата интенција е да ги задржиме овие два клучни ресори и да го продолжиме процесот на реформи кој што веќе отпочнат и тече. Меѓутоа одговорно тврдите дека постапката за екстрадиција на Груевски од друга страна ќе биде секако испратено и дека заложбите на Филков тоа име задача не само на министерот Филков, туку и на службите под него да испратат барање за екстрадиција, бидејќи Македонија е држава. Она што последно се случи е во заборав веќе ќе отиде техничката влада што се формираше пред избори, изгласано дека веќе таа не постои или така наречена пржинска влада. Тука имаше судир со СДСМ во однос на тоа прашање и тука имаше и одредени обвинувања од страна на знам во однос на СДСМ, колку тие се партија која што, како што вие рековте, се државотворна или не се државотворна веќе и слично. Го отворивте законот за избори. Да. Пржинската влада е резултат на едно недемократско владење. Кога дојдоа представници на меѓународна заедница, седнаа на Пржино и ја договорија пржинската влада, се со цел да се отфрлат семнежите дека во континуитет претходно изборите се места 2016 година. Но се покаже и на тие избори дека повторно и со таква пржинска влада мнозинството и тогаш на гласови на граѓаните го доби ВМРО ДПМН, но не успеа да направи влада, па се случија сите оние настани во собрание и така натаму. И јас некаде индиректно, некаде директно бев актер во тие случувања. Денеска зборуваме за 3 изборни процеси затворени во Македонија, каде што во ниту еден, почнувајќи од председателските,
парламентарните, па и последните локални, немавте од ниту една политичка партија било каква забелешка во делот на организацијата на изборите, освен во делот на финансирањето на политичките субјекти согласно важечкиот изборен законник, кој што мора да биде променет ако сакаме сите да почнуваме од нула или да бидеме вие подеднакви. кажавте на почетокот една од главните работи е во изборниот законник дека е неравноправен медиумскиот то представување, меѓутоа и самиот изборни законник, за кој што долго време се разговара дали една изборна единица или не, е постојано под лупа и никако да се донесат измени. Вие сте коалиционен партнер, кој што од една страна сакате да ја задржите власта, од друга страна за да растете како партија ви требаат измени во изборниот законник. Да, и тоа ќе го објаснам подоцна, но да се вратам на изборниот законник. Многу транспарентно го отвориме. Првично беше предмет на лидерската средба, на која што јас бев одсутен физички од државата, не присуствував. Заклучоците беа применети во едно законско решение, каде што директно министерот Минчев преку неговиот ресор учествуваше во изготвувањето. Истиот направи две, а можеби мислам дека и три средби со представници на опозицијата на кои што немаа ниту една забелешка. На крајот се спакува и побегна во завршната фаза. Зошто? Не знам, треба да одговорат едноставно на јавност. Дали се тука политички да делуваат или пак да прават состојба на скандали кои што не постојат всушност, бидејќи добро, се известно беше мнозинството дека ќе го изгласа укинување на таа влада. Како и да е, штом немате забелешка на изборните постапки, изборните процеси, Македонија созрева демократски, капацитетот наш демократски созрева. Видете, па впрочем, и ако правите анализи на сите оние протести од минатото и денеска, политички мотивирани, ќе видите дека имаат слични наративи, но однесувањето на самите луѓе кои што учествуваат во протестите повеќе не е насилно како што некогаш било. Што е добро, созреваме и затоа сметам во овој закон имаме опција, ќе имаме пржинска влада, некаде пред изборите, тамо 6 месеци или колку е дефинирано, но веќе од следните избори нема да имаме такво нешто. Македонија мора да биде своја на своето, да израсне и да порасне. Многу одамна поминавме 18 години да ги следи трендовите од соседството. На времето не бевме членка на НАТО, денеска сме. На времето немаме состојба во евроинтегративниот процес како што имаме денеска, иако сме блокирани од соседна Бугарија, денеска сме чекор понапред. Тоа што не можеме да изнајдеме решение кога некој свесно ве блокира е дополнителна отежнителна околност, но како и да е, Македонија созрева, но созреваат и граѓаните. И едноставно знаат да препознаат. Да се вратиме на кој тоа искрено мисли и работи за нив, а кој тоа се обидува само да прави политика и популистички да делува на политичкиот простор. Да се вратиме на прашањето за изборниот законник. Како знам ќе успее да еве кои се вашите заложби, затоа што факт е дека на помалите партии секојаш им одговара една изборна единица или изборен законник кој ќе им донесе повеќе пратеници. На овој начин не може. Втората работа е што и во распределбата на средствата, како што кажавте, зависите од поголемиот партнер практично, и знам, иако имаше можност со последните случувања на изборите, не можеше да обезбеди средства за медиумско представување. Зависеше од волјата на Видете, нашите ставови се јасни. Слични беа и на левица, мислам. Нашите ставови се јасни, а тоа се ставовите на малите и средните партии. Една изборна единица, секој глас подеднаков на територија на цела Македонија. Не може гласот во изборна единица 6 да биде со поголема тежина отколку во изборна единица 3. Бидејќи тоа го кажува конечниот резултат при пресметките колку тоа по Донтовиот модел ви се потребни закони за избор на еден пратеник. Од друга страна, 90 пратеници. Ако може една Словенија, впрочем земете го Израел, да функционира со помал број на пратеници, зошто не и ние? И третата работа, неминуван цензус. Бидејќи се случи на последните локални избори да земе кандидат, да добие подпис од сопствената сопруга и да стане независен кандидат. И потоа понатаму е сплет на околности на политички инженеринг, до која и како позиција или до колкав број на гласови ќе дојде. Да, тоа е распрскување на гласовите. Има многу такви случаи. И од друга страна, мислам дека
тогаш ако се сведеме на тоа ниво, ние немаме потреба од политички субјекти. Бидејќи за да одржувате еден политички субјект, потреба е цела една организација, дополнителна логистика, средства и многу работа. И сега доаѓате на избори, немате никаков цензус и учествувате. Затоа сметам дека мора да има минимум цензус кој што да не ги лимитира. Најмалите би бил помеѓу 2 и 3%. И дополнително, оние гласови кои што ќе останат како неупотребили, да не пропаднат, да одат на конто на најголемиот. Тоа е моje лично субјективно размислување. Зошто? Па ако веќе освоил најголем број на гласови, дополнително со тие гласови нема да биде дополнително условуван од помалите политички партии во идните коалиции, за да се чувствува лагоден и да ја превземе комплетната одговорност на себе. Малите политички партии постојат за пазарење. Има луѓе вечно во власта со било која структура идеолошка. Знам не е политичка партија која што влезе во овој процес за да прави политички пазарење. Ние на нашите партнери во одреден момент од аспект на заштита на национален и државен интерес им дадовме карт бланш. И тоа најдобро го знае премиерот Мицковски и преговорачите. Но ние влеговме и да превземеме одговорност, бидејќи сметавме дека имаме и кадри и потенцијал да дадеме и да сработиме на тие полиња кај што сме. И резултатот допрва ќе се види. Вие не можете да очекувате од една влада која што излегува од минус и бара ситуација да дојде на позитивна нула, резултатите да дојдат по 2 години. Помина време, резултатите се очекувани. Пауза за реклами, продолжуваме со прашање како градоначелник на општина Куманово. Со кои сакате прашања, со задоволство ќе се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во топ тема со интервјуто со претседателот на ЗНАМ и градоначелник на Куманово Максим Димитриевски. Вака кога ќе кажам градоначелник на Куманово, секој таа песната ми оди во уши што вие испеја за време на изборите и што практично стана хит, меѓутоа сега ве прашувам за нешто многу посериозно. Она што е главна тема веќе со години, мислам дека 23-та веќе го дадовте како предлог и беше усвоено од Советот, беше бесплатниот автобуски превоз во Куманово. И сега кога ќе пресметаме колку тој навистина е бесплатен, баш и не излегува дека е бесплатен, се обидов да најдам податоци во однос на ова прашање, колку тој превоз е бесплатен и вика 45 милиони денари е субвенционирањето од страна на општината во првите 6 месеци за 2026 година. И околу 45 милиони денари е училишен превоз по буџет за 2026 година од блок дотации. Ја имам пред себе и таа одлука. Колку практично и критиката секако од опозицијата наместо за инфраструктурни проекти, за битни проекти, вие со овој начин на одреден популизам трошите општински пари. Пари на граѓаните. Не е популизам. Тоа беше мерка, субвенционирање на јавниот превоз. Беше мерка затоа што влеговме во енергетска криза, ако се сеќавате. Да, тоа ви беше поводот да ја носите одлуката и да продолжите начин како да се помогне и на граѓаните, но и на правните субјекти кои што организираат превоз за сопствени потреби за работниците, а тоа се високотрудовите гранки. Кога сме кај правните субјекти, своевремено ги критикувавте истите тие со кои што вие склучивте договор. Не. Вие зборувате за нешто друго, вие зборувате за превозниците. Да. Во минатото имаше еден организатор на превоз во Куманово, кој што немаше ниту еден автобус, кој што имаше некоја си фамозна лиценца од Министерство за транспорт за организација на превоз и тој организираше поголем број на фирми, беше главниот организатор, ги примаше парите од општината и потоа им даваше на останатите колку сака, а дел задржуваше за нив. Јас тоа го укинав и спроведов легитимна постапка и поголем број на различни компании стана превозници во соработка со општината, кои што денеска го вршат јавниот превоз. Кога се јави таа криза, а со оглед на фактот дека немаат доволно приходи, имаше голем број на диви превозници во градот, особено такси компании нелегални, кои што ги собираа патниците, немаше создадено навика за користење на јавниот превоз, излеговме со една ваква мерка и тогаш сегашната опозиција, а тогаш
шлем партиципиент во Советот едногласно ја подржа одлуката, затоа што некои од тие компании беа блиски до нив. Во меѓувреме тој функционира, не една, повеќе од 3 години. Имаме некаде обезбедено средство до крајот на 6 месец, подоцна ако имаме можност за ребаланс ќе продолжи. Ако не ќе се вратиме на старо и ќе се наплаќаат карти. Има повеќе линии, градски и приградски. Вела дека нема капацитет, нема капацитет градскиот превоз да ги направи потребите за сите граѓани не само во Куманово, туку и во околината. И затоа кога ќе кажеме субвенционирање, сепак тоа не е бесплатен, бидејќи таксите ги плаќаме ние граѓаните. Вие сте од Скопје, јас сум од Куманово. Значи во Скопје, вашиот град дава повеќе од 15 милиони евра од сопствениот буџет за да може да се организира градскиот превоз. И немате бесплатен автобуски превоз во Скопје, бидејќи видите, линискиот превоз е многу проблематична работа и нерентабилна. Во Куманово граѓаните издвоиле 45 милиони денари и имаат бесплатен автобуски превоз и дневно се возат помеѓу 10 и 16.000 билети. Не го мешајте училишниот превоз. Вчера поверав од колегата од Битола упоредба. Битола троши некаде околу 50 и нешто милиони денари повеќе од Куманово за ученички превоз. Своевремено, кога дојдов на позиција градоначалник за автобуски превоз, по многу помали и пониски цени и на нафта, и на услуги, и на плати, и на се трошеле помеѓу 90 и 110 милиони денари. Ние тоа го сведовме на некаде 50 милиони денари. Меѓутоа, зашто баравте покачување на картата ученичка? Баравме затоа што за нешто што не го плаќате вие како општина. Не, дозволете, ние го плаќаме. Државата. Баравме зголемување на картата, тоест бара превозниците зголемување на картата, бидејќи немаат рентабилност да работат по овие цени кои што работат. За ученички превоз кои што не е општински, туку државата го субвенционира. Да, но сака да наплаќаат реална вредност на картата. И видите, ако нема доволно пари Куманово сега после 6 месец, ќе се вратиме на редовниот превоз и ќе видиме повторно дополнителен градски метеж и ќе видиме како тоа ќе функционира градскиот превоз во иднина. Видите, многу им е лесно на останатите градови. Само 5 града во Македонија организираат јавен превоз, но Куманово има 46 села. Има дестинација од Куманово до Клечовци и назад, каде што на една линија се поминуваат повеќе од 44 километри. И тоа чини. А во моментот имате луѓе, особено и тоа е таа мерка е особено за руралните подрачја и урбано-руралните заедници кои што се оддалечени од градот. Да, во центар сигурно дека не им треба. Во централното градско подрачје граѓаните не го користат јавниот превоз. На крај неколку блиц прашања што ми ги испратија кумановци. Например, зошто не се чистат редовно улиците во Куманово, особено каде што се гради, каде камионите со вода кои потоа претходно ги чистеле улиците во централното градско подрачје, повеќе тоа не го прават. Па да ви кажам, не сум задоволен и јас лично со хигиената во градот, ама ви благодарам на комплиментот што претходно ми го кажавте дека Куманово ви изгледало кога сте биле доста чисто. Да, меѓутоа не ги чистат како порано, значи веројатно треба да ги вратите повторно. Не е како порано, ние се обидуваме да го зголемиме нивото на хигиената, но хигиената значи учество на сите нас граѓаните. Второто прашање, немам толку. Бројот на кантите е зголем, да, тоа ми е второ прашање. Е зголем, да, меѓутоа има поплака, Има поплаки затоа што јавните претпријатија не се во таква кондиција за да можат да ги извршат во целост сите доделени надлежности. Но и општината не е во голема финансиска кондиција да им упумпа дополнителни средства на јавните претпријатија да ги вратат долговите од 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоа рече си во сите општини, така. Меѓутоа граѓаните ви поднесуваат барања токму за тоа, контейнери, канти. Еве, улицата Македонска, Трета македонска бригада има 2 згради. Меѓутоа, вака, значи поред одиме.
Второто прашање, да, на улица Егејска Македонија има 8 згради, а само 2 контейнери. Тоа е тоа што исто така генерално е забелешка во Куманово дека нема доволно контейнери. Третото прашање, до кога ќе се реконструира улицата Моше Пејаде во центарот на Куманово? Ова е веќе стана историја, навистина. Па чекај сега, до кога ќе се реконструира улицата Моше Пејаде, кога ние сега почнаме пред 3 месеци со реконструкција? Добро, меѓутоа таа реконструкција колку ќе трае? Видете, таа улица е знаете како ја викаат? Ја викаат Проевски сокак. Е постара од 200 години. Има стар канал повеќе од 70 години, водоводна мрежа некаде постара од 60 години, која што сега ја сменивме, и сега менуваме, прв пат се гради атмосферска канализација. Таму излегуваат некои сликички, велат Максим Куманово на води гради, тоа целата вода преку таа улица доаѓа на најниската точка до градот. И ние почнаме пред 3 месеци да ја градим. Предходно изведувавме нова водоводна мрежа. И сега имаме проблем да ги симнеме сите оние каблови, затоа што на времето им е дозволено на сите оние кабловски оператори да си пуштаат каблови кај ќе стигнат. Само Спајдермен ни недостасува да скока тоа по гранките и ја работиме детално и ќе ја завршиме. Јас верувам некаде 2 август, можеби 1 септември ќе имаме. Последното прашање ве молам во 30 секунди, зошто се издадени дозволи за урбанизам од страна на општината кога нема услови за канализација, а наплатено на инвеститорите инфраструктурата за канализација не е поставена. Се работи за улицата Трета македонска бригада, каде граѓаните неколку пати поднеле барање, имаат купено станови во вакви згради. Не се издадени, дозволите се издадени условено на сите инвеститори. Се работи за една локација кај бензинската пумпа Мак Петрол и ви благодарам што го отварате ова прашање за да го расчистиме пред очите на јавноста, кај што немаше усогласеност на ДУП-от со постоечките нивелацијски точки на фактичката состојба. Сите инвеститори од страна на општината беа известени дека ќе дојде дополнителни проблеми. Бев обвинуват од најголем дел од инвеститорите да го кочам развојот на Куманово, но им издадовме условени дозволи, каде што прифатија услови кои што им беа предходно дадени од страна на општината. Има само еден објект кој што исто така во нелегитимна постапка се обидува да се стекне со приклучување на приклучок, тоа нема да го дозволам и каде што постојат елементи на сторено кривично дело на некои од актерите во поранешното раководство на јавно предпријатие Водовод, за што се води постапка, но како и да е, ги уверувам граѓаните. Ке го дадам својот максимум да се надмине овој проблем и веќе се надминува, но повторно во соработка со лојалните инвеститори во градот кои што сакаат работите да се движат напред. Но како и да е, не можам да сносам одговорност за нешто што било донесено предходно пред моите мандати и се создадени дополнителни облигации и во централно градско подрачје и на други локации по принципот изградени стамбени комплекси без ниту едно паркен место, без соодветни приклучоци и така натаму лоцирани цели згради на колекторски системи подземни, но тоа е предмет на некои други анализи. Добро, трет мандат вие треба веќе да решавате. Ви благодарам. Па јас решавам поприлично и ви благодарам за овие прашања. Благодарам многу за учеството во топ тема. Вам, почитувани гледачи, останете на програмите на Телма. Имајте пријатна вечер.